Велат револуцијата ги јаде своите деца. Дека има вистина во тоа се уверија група собственици на Toyota Mirai од Америка кои го тужат јапонскиот производител што им продал возила за кои немаат каде да наточат водород. Не можат ниту да ги продадат бидејќи никој не е луд да ги купи ако знае дека до најблиската станица ќе мора да вози и до 100 километри, по пат трошејќи го и тоа малку гориво што го има. А проблем е што Mirai мора барем еднаш неделно да се вози, бидејќи резервните батерии ќе му се испразнат. Податоците велинетите американски држави постојат само околу 90 станици за полнење водород, од кои 2/3 се јавни. Ситуацијата дополнително ќе се влошува, бидејќи и нивната екзистенција е загрозена заради премалиот број возила кои им доаѓаат да ги услужат. Така кратките изливи на заинтересираност на автомобилската индустрија за водородот како погонско гориво ги заменуваат долги периоди на опаѓање. Toyota сепак се уште има надеж во него и не се откажува. Според податоците, во моментов од Mirai во Америка продава по околу 200 примероци годишно по цена од $53,000.